Трето издание на вестите. Добро вечер. Македонија доби ветувања за значителна финансиска подршка, гласат првите оценки на економските експерти по вчерашниот бриселски исход од донаторската конференција. Тоа е гласот на подршката на Европската Унија и на САД за стабилизација и развој на Македонија, а не заслуга на владата на Георгиевски, е ставот на водечката опозициона партија СДСМ. Истовремено, смета опозицијата, сериозно треба да се земат предвид и забелешките оти во Македонија е потребно присуството на независен антикорупцијски советник. За ВМРО ДПМН ваквите обвинувања немаат основа, но партијата не е против финансиската контрола. Специјалниот пратеник на САД за Балканот, амбасадорот Джеймс Холмс, денеска во Скопје предупреди дека Вашингтон нема да ги толерира новите обиди за предизвикување насилство во регионот. Сите оние кои пропагирале насилство и организирале провокации треба да бидат изолирани од страна на политичките раководства и меѓународната заедница, порача Холмс. Водечките партии на македонците и на албанците конечно се договорија на парламентарните избори да се оди со пропорционален модел, според кој Македонија ќе биде поделена на 6 изборни единици. Вработените од фирмите за губари под водството на првиот синдикалец Столевски наместо утре ќе протестираат во вторник. Од утре за регистрацијата на автомобилите повторно ќе се одобрува попуст од 25% од цената на осигурувањето. Македонија на донаторската конференција доби ветувања за финансиска подршка во износ од 578 милиони евра. Првите коментари на економските експерти се дека Македонија треба да биде задоволна од меѓународната помош, иако штетите во периодот на кризата се искачиле до или и над цифрата од милиарда евра. Но истовремено се истакнува дека од владата ќе зависи дали ветената сума ќе се привлече и дали ќе се ефектуира. На петата донаторска конференција во Брисел, Македонија доби вкупно 578 милиони евра. Економските експерти коментираат: добро е што меѓународниот фактор ни даде поголема финансиска поддршка од очекуваната. На потек е владата, дали ќе успее да изврши правилна локација на средствата. Според моите истражувања, штетата која што е направена за време оние војни собитија во Македонија што беа, е далеку поголема, можеби повеќе од 2 пати од она што ќе добиеме. Сепак, ова е признавање од страна на Европа, Западна Европа, од страна на НАТО и пред се од страна на Соединетите американски држави за се она што го направи Македонија и великомакедонскиот народ во правец на почитување на она што е договорено. Од 578 милиони евра, 271 се донирани за проекти за економски развој. Се работи за солидна финансиска инекција која може да остане неискористена доколку не изнајдеме начин за нејзино повлекување. Експерти од економски факултет потсетуваат: Македонија има добиено донацији од пред 4 години кои се уште се наоѓаат во трезорите на донаторите. Суштинските причини на кои треба да очекуваме успех или неуспех од имплементација на донаторската конференција е дека нас ни треба државни структури, значи институции кои ќе го модерираат процесот на имплементација на донаторската конференција, значи на конкретните линии, и нас ни треба проекти за микроекономските структури да можат да се потпрат, да речем, нивните идеи, нивните економски интереси со парите кои стигаат од меѓународната заедница. Значи, без тие два услови, ние не може да очекуваме некакви нови или радикални ефекти од донаторските конференции. Од меѓународната кризна група советуваат со оглед на степенот на корупција најдобро е во Македонија заедно со донациите да пристигне и антикорупцијски советник. Македонските експерти со различен коментар на ова прашање. Мислам дека многу тешко ќе одекне и многу болно ќе одекне кај македонскиот народ ако некој биде определен да служи како супервајзер, контролор во користење на средствата, затоа што и досега сме били дисциплинирани во тој поглед. А што е значено, може и тој практика досега покаже како и други европјани и американци кои што доаѓаат овдека може да биде корумпиран. МКГ одеше со сугестија во Македонија да доде антикорупцијски советник. Вашиот став? Да, дефинитивно да. Дефинитивно да, заради тоа што јавниот интерес и смислата на донаторските конференции се да парите и помошта стигне до крајните корисници, значи до оние што настрадале, што се бегалци, што имаат директни и индиректни штети од војните дејствија. Тоа би значило дека
мора да се обезбеди меѓународна супервизија и мислам дека е корисно за владата да го поддржи тој процес за да може што побрзо да се имплементира и за да може што побрзо резултатите од ваквиот начин, исто тоа е еден дел од тој нов пристап што е нужен за Македонија, би биле имплементирани на терен. Според економските експерти при оценката на донаторската конференција многу е битно да се прецизира податокот колку донираните средства се добиени во вид на грантови, а колку во вид на кредити кои Македонија во некој догледен период ќе мора да ги врати. Ова прашање за сега останува неодговорено. Опозициониот Социјалдемократски сојуз ја поздравува манифестираната поддршка кон Македонија од страна на меѓународната заедница. Истовремено, оваа партија предупредува дека не случајно меѓународните фактори се предпазливи поради евидентната корупција со која е зафатена македонската влада и нејзините структури во стопанството. Иако не им се познати деталите, колку од средствата се грантови, а колку кредити и со колкава камата, партиите се задоволни. Заврши мощно и позитивно за Република Македонија. Го поздравуваме фактот дека меѓународната заедница си го исполни својот дел од обврските, што значи дека не само што обезбеди средства кои што ги покриваат оние кои што Република Македонија формално ги бараше, туку излегоа со бројка која што ги надмина некој од очекувањата. Првичниот впечаток е дека успешна сепак донаторската конференција. Задоволство кај СДСМ и ПДП има и поради барањето на меѓународната заедница да се наблюдува каде и како парите ќе се трошат. Доколку овие средства не бидат искористени на вистински начин, доколку одново се изгубат низ лавиринтите на институциите на оваа држава, доколку не бидат наменети на оние на кои што им се најпотребни и доколку бидат дел од нови корупцијски или криминални скандали, во тој случај тие нема да имаат ефект. И заради тоа го поздравуваме инсистирањето да постои контрола во трошењето на овие средства. Пораките што ги дава кризната група во однос на ова прашање и идејата да се формира некој орган кој ќе ги наблудува начините на кои ќе се искористат средствата, ќе биде остварен и Македонија на најдобар начин да може да ги исползува средствата што ги добила. Во ВМРО ДПМН не прифаќаат дека се корумпирани, но ја прифаќаат контролата. И сега кога имаме така добри резултати на донаторската конференција и во најава инвестицијски циклус во стопанството на Република Македонија, апсолутно е прифатливо било што и мислам дека тоа во однос на корумпираноста ќе се дојде се на своје место кога ќе се види како оваа влада ќе ги пласира парите од донаторската конференција. Во најголемата парламентарна партија се сигурни дека тие се заслужни за успехот на донаторската. Во јавноста се пласира дека е неочекувано голема помош, јас не би кажал дека е неочекувано, туку баш напротив, тоа е заслуга на председна владата на Република Македонија и работењето на претседателот на Република Македонија. Ако меѓународната заедница даваше пари за Георгиевски, Република Македонија ќе добиеше нула. Заради тоа што јасни се сите пораки и сите анализи кои што меѓународните фактори ги прават за тоа како функционира, односно како не функционира македонската влада и македонските институции. Меѓутоа, меѓународната заедница сепак мисли малку подолгорочно и вели дека не на владата на Георгиевски, туку на оваа држава, Република Македонија, и треба помош. И покрај многуте различни мислења, сепак сите се согласуваат во фактот дека доделените средства се добродојдени и ако се употребат како што треба, ќе и помогнат на Македонија. Четирите партии чии лидери го подпиша Охридскиот договор попладнево решија на наредните парламентарни избори државата да биде поделена во 6 изборни региони. Во подготовка се и другите закони од изборниот пакет. На утрешната владина седница ќе се разгледува предлог законот за избор на пратеници, кој според министерот Иџет Мемети треба да оди во 2 фази, како и предлог законот за избирачкиот список. Партиите се договорија за пропорционален изборен модел со 6 изборни единици кои ќе имаат ист број на мандати, тоа значи по 20 пратеника. Договорот е постигнат по само неколку кратки средби на партиските представници. Поделбата на 6 изборни региони беше предлог на ВМРО ДПМН, на кој му се придружи и СДСМ, а ПДП и ДПА, кои на последната средба се залагаа за една изборна единица, направиле компромис откако биле договорени критериумите. Договорено е границите на изборните единици да се направат во зависност од бројот на избирачите и нивната национална структура, а при тоа да се води сметка секој глас да има еднакво значење. Со тоа е земена предвид за
Забелешката на ПДП дека во некои општини, Могила, Житоше и други, гласовите на албанците сгаснуваат, односно не резултираат со пратенички мандат. На наредната средба сите 4 партии ќе достават свој предлог за регионалната поделба, а конечниот треба да биде прифатен со консензус. Доколку регионите не се договорат едногласно, партиите на албанците го задржуваат правото да не го поддржат моделот, соопшти министерот Мемети.